Сакав за Пандов, значи, никој жив на светот, не верувам, нормален човек. Сака да види, да му се прави зло на друг, сака да види насилие. Нормален човек не сака да види. Насилие, безобразие, вулгарност, тепање, било што. Ова што ние сега се овајде и за Пандов и за Тони после, ако не му е тешко да се надоврзе, ние гледаме дека постојано има еден ратнички повик дека еве сега готово по Фейсбук, веќе да не збориме Тони е тепања и така натаму, готово сега ќе видиш ти, ќе ти дека готово сега ќе влеземе на сила у МТВ, у не знам што, ќе влеземе у домови, ќе влеземе у парламент, ќе видите вие, демек доаѓа да се тепаат. Миленко. Види, ако дојде до тепање, братчето... Значи, имаше пред некој ден фотографии објавено по порталиве. Како тренираат... Замисли, пази сега, ти во партиски штабови... Тренираат со бейсбол палки. Со бейсбол палки, по вреки, не се нормални, значи, тотално не се нормални луѓе. Значи, не зборуваме ние, тие стварно не се нормални луѓе. Јас исплашив, не знам. Абе, добро да. Да. Мислам, сега, ако па се вратиме историски ние, не повеќе 10 години, не 2001. Кој застана на страна да ја брани? Па истите они со вреќи, со палици кои излега. Со палици, бекалки, динки, со чадорине. Во гипсови, не може да удират во гипсови. И кој тоа го подбуснува? Многу беа јаки, значи чадор може. Кој го подбуснувал тоа? Кабранов. Кој го подбуснува? Фрчковски. Што, пази, да го промашиш, бронхопнеумонија добива човекот. Значи, ке му зуе на 3 години ќе плаче. А нема да го промашиш. Па да покачиш глас на кај него, 100 пати, нели сме викани по дебатни емисии едно друго. Зашто не ги викате? Се плашат. Секој новинар ќе ти каже, се плаши. Значи, вика за Геровски. Е природна атмосфера, ако е тука Сашо Ордановски до него, Мерсел Билјали, само така доаѓа. Супер. Да дојде некој кој што не кореспондираат под еднакво исто на размислувањата, нема шанси да дојде. Затоа што таков е човекот едноставно. Сега, не е добра таа атмосфера, но ја на она што го кажав на почетокот. Ние како македонци поминавме многу разни премрежија. Едноставно преписмено политички преписмен е македонецот веќе. Па и албанецот. И албанците видува многу зор. Јас не се согласувам дека гледајте како реагираат албанците на цела оваа работа. И они го пуштаат низ вода да оди Заев. Нема, никој не реагира. Како законски, што кажува устав, што кажува закон, во суд ке си оди, нити ова, нити она. Сега они мора да кажат нешто, меѓународно, еве, нека има мониторинг, но тоа и Груевски го кажа. Комплетен мониторинг нека има. Мислам дека нема да им успее да ја донесат конечно во буквална смисла на зборот физички судир, иако евидентни има обиди, отпочнувајќи од реторикана до самото нивно однесување. Нешто, кај што викаш ти, воинствено, па се замавтува, па виткаат, па замислува... Ти, Тони, сега цело време ти збориш, ја мислам сега да се сетам, бидејќи сите вие тројца 2001 бевте на фронт. Така е, јас. Кумановски... Јас со поминато месец дена имам во Идризово обука и месец дена бев во Јагуновце на пунктови. И сега се обидувам да мислам од нивните политички аналитичари 2001 кој каде бил. Значи, на фронт била Мирка Велиновска, разбираш. Као Левиче. У хотел. У Порто Карас. Јорган Планина. Јас исто искача по планина. Јас бев во единица на покојни Мујо. Во иста единица. Да, со командант Мујо. Тајто, Драгче, сите тие. Филип беше исто, Филип Петровски. А овие викаш Порто Карас. Да. Не, помни се вратија кога ги направивме на Блаце барикадите, они тогаш се вратија на позиции, пошто требаше против нас да војуваат. Бидејќи они и ден денес кога треба да кажат албанец, они шепкаат, се вртат на страна и беа двајца албанци. Не знам, имаат вроден страв најверојатно од луѓето, но пази, што е исто перверзно. Тито Петковски и Заев се една иста провиниенција, тоа структура како се вика. Тито Петковски се залага за пензиите на борците од ОНА.
Мислам, страшна перверзија. Борците меѓу себе се почитуваат, тоа еве, сите го знаеме, нели сме го читале, и на некој чуден начин, но се почитуваат. На крајот на криштата си имал доволно храброст да се сретнеш нишан преку нишан, да се погледнеш, нели? Но и двете структури, и она, и структурите одбранбени на Македонија ги мразат предавниците. Дали од овој, дали од оној народ, и нив прво, откако ќе ги искористат, ги фрлаат не на буништето на историјата, на гробиштата на историјата. Таму им е и местото. Значи, перверзно е да се залагаш сега за нешто, при тоа си ги напаѓал своите. Па вие знаете, која беше војната, само лавови се напаѓа и бранители повесници. Да, нечине, вакви биле. Да, тоа беше... Па некој ги нарекуваше и животинско царство. Животинско царство, тоа беше каков год проблем да се деси ние го. Дали видовте некој од тогашните вестници да напише нешто против некој припадник на она? Не, затоа што стравот, лозјето го чува. И не само тоа, туку тие сметаа на нивно сојузништво за да ја преземат власта, што конечно и се случи во 2002. Така и требаше да биде. И од учека од терористичка формација направија политичка партија, апсолутно. При тоа нели многу добро знаеме 160.000 државјанства кои му се претекоа на една страна, односно на друга, непланирано, отидоа во многу порадикалната партија која во тоа време направи. И сите тие стратешки грешки нас начинат држава практично.